практично луѓе со испостава во Москва најчесто, кои што работат против интересите да луѓето тука на Балканот живеат еден нормален, еден скандинавски, еден европски живот. Зашто зборам Москва? Затоа што тамо, по распадот на Советската Унија, тие структури кои што некогаш работеа за комунистичката партија, за СССР, почнаа да работат за самите себе си и почнаа со огромниот капитал кој што го акумулираа на штета на рускиот народ и сите тие народи кои што живеат во денешна Русија, да ја купуваат лојалноста на поранешните агенти на руската, односно советската служба тука на Балканов. И тие структури не работат ниту во интерес на српскиот народ, ниту на бугарскиот, ниту на македонскиот, ниту на грчкиот, ниту... Едноставно, тие структури работат исклучиво за свој личен финансиски интерес, а не присуството на структури меѓународни како што е Европската Унија, НАТО и така натаму, во суштина е дел од нивниот интерес затоа што на тој начин си го обезбедуваат просторот за игра, просторот за контрола и просторот каде што може да вртат тешки милиарди. Значи тука не се работи за никаков интерес на државите од овој регион, за никаков интерес на народите од овој регион. Го слушав кај политиканти господин Мајсторовиќ, вика најдобар начин да се реши во суштина косовското прашање е практично влез во Европската Унија во ист ден и на Косово и на Србија. Јас се согласувам. Ако некој гледа од Западот и ако некој гледа, не знам, од Берлин, од Франција, најдобро решение за Западен Балкан е сите држави од Западен Балкан во ист ден да ги примите во Европска Унија. Ќе го затворите просторот на овие мафијаши, на овие олигархиски структури, на овие луѓе кои што дел од нив секој втор ден у Русија паѓаат од седми спрат, ги наоѓаат у куфери спакувани на парчиња и така натаму. Ние за тоа збориме, тука не се збори за љубов православна, не се збори за љубов помеѓу муслиманите. Значи, се работи за чист олигархиски интерес и една поврзаност која што е наследство од тајните служби по распадот на комунизмот. Таа е таа структура која што се користи за денеска да можат овие луѓе да прават тешки милиарди тука на Балканот, у црната дупка наречена Западен Балкан.